Книгата "Непланирано дете на Европа, Македонија како дел од источното прашање во 19 век и евроатлантските интеграции во 21 век" од авторите Дејан Маролов и Јорданка Галева денес беше промовирана во Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Авторката Галева вели дека станува збор за историското минато на Македонија, за состојбата на Балканот, геополитичките интереси за кроењето на македонската судбина во 19 век, како и деталната анализа од поновата историја со клучните договори. Имено се работи за мултидисциплинарна монографија која читателот го враќа во историското минато на Македонија, давајќи му целосна слика за состојбата на Балканот, меѓународната констелација и геополитичките интереси за кроење на македонската судбина во 19 век, како и опфаќа детална анализа од поновата историја со конкретен акцент на три клучни договори, тоа е Охридскиот рамковен договор, договорот со Преспа склучен со Грција и договорот за добрососедски односи склучен со Бугарија. Темата од една страна се всушност младите, миграцијата и образованието и неголемиот проблем за минувањето на младите, а од друга страна е мотивацијата како тие го прецепираат општеството и зошто тие би заминале или останале, вели професор доктор Кирил Барбареев. Станува збор за многу сериозна научна публикација која што е работена лонгитудинално и започнува некаде од периодот 2014 година па до 2023 година. И внатре темата се всушност младите, миграцијата и образованието. И еден од најголемите проблеми во овие 30 години на државата за минувањето на младите, одливот на мозоци е обработена од повеќе аспекти и од аспект на мотивацијата на младите, како го перцепираат ова општество и како го перцепираат образованието и зошто тие би останале или заминале. На тој начин всушност тие го отвораат сомнежот, бидејќи анализите тоа го покажуваат и авторите го поставуваат прашањето дали младите веруваат во капацитативноста на ова општество, на ова држава да направи пристоен, квалитетен живот за луѓето кои што одлучиле да останат и да живеат овде. Универзитетот Гоце Делчев од Штип отсекогаш ја поддржува научно-истражувачката дејност, за да може да се дојде до вакви значајни публикации и ни даваат реална слика за она што се случува во општеството, додава деканката Олга Кокшевалиска. Универзитетот Гоце Делчев во Штип отсекогаш ја поддржува научно-истражувачката дејност на сите вработени на професорите, посебно за да може да дојдеме до вакви публикации кои што ни отсликуваат реални бројки, ни даваат реална слика за она што се случува во нашето општество, а секако отвараат и дискусија и простор за понатамошни истражувања. Двете книги се наменети не само за студентите, туку за пошироката академска јавност и генерално за целата јавност, за да може да имаат увид сите во тоа што се случува во Македонија во однос на прашањето за brain drain или одливот на младите, а дури авторите нудат и некои решенија или перспективи за како младите да го искористат својот потенцијал во нашата држава. Во однос на другата книга, таа ни е едно како дава еден историски преглед, но истовремено представува едно огледало кое во сегашноста ни дава значајни информации за тоа како Македонија е прецепирана од страна на државите од околу и кој е нашиот пат и нашите шанси за пообрази евроинтеграција. Настанот се одржа на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а основната цел на самата промоција беше запознавањето на историјата, како и мотивацијата за останувањето во државата.